Значи, првата е во врска со методологијата. Потребно е нели да се утврди каква ќе биде таа, кои ќе бидат критериумите и сите оние детерминанти, податоци и слично во врска со самите критериуми, кој ќе ја утврди, тоа го отворивме како прашање и се разбира дека се повеќе чинители, меѓутоа кој условно речено ќе ги седне на маса или ќе го координира тој процес. Втората препорака е во врска со тоа, мислам дека сите се согласуваме дека треба да се искористат постојните механизми, меѓутоа дискусиите очигледно произлезе потребата да се преразгледаат определени надлежности, опсегот на надлежностите на институциите за да можат тие поефикасно да работат. Третата препорака е во врска повторно со тие механизми, зошто евентуално во поголема или помала мера затаиле да се утврдат причините, особено оние објективните за кои што детектиравме дека постојат во голема мера, во голем број. И нормално четвртата препорака, можеби најопштата на почетокот, да се заврши нели процесот на востановување на соодветна легислативна рамка, односно донесување, еве споменавме на потребните подзаконски акти, бидејќи не може подзаконски акт на закон кој што веќе не е во важност да се употребува